Ахајците ги спомнавте и венетите, значи древномакедонците, беа опеани во Илијада. Повеќе пати, милувам тоа да потврдам, бидејќи имав голем број соговорници, како и што е вашата маленкост, се автентични историчари кои знаат, имаат факти, кои велат дека преку 3000 збора или исправете ме, повеќе македонски, што денеска ги користиме во секојдневната пракса, се напишани и се состојат во Илијада. Па некој не го прифаќаат, да речем, дури од нашите интелектуалци, а да не речем грците. Видите, Илијадата и Одисејата, грците го користат како главен извор за нивната историја. Меѓутоа, никаде во тие епохални дела, можам да ја кажам, на Хомер, кој бил по потекло македонец од древна Македонија, кој бил феникиец, кој што си го пишувал тоа на својот феникијски јазик, значи тоа дело, грците долго не можеле да го преведат, оти не знаеле што е. Целата, тие 40.000 зборови што се таму, се древно македонски. И кога подоцна, например, грците сакале да го преведат тоа дело, за да можат да остават да стават некој белег дека тоа, ете тие се спомнуваат и дека со тоа можат да граат својата историја. Еден од тие, да ги наречам така и јунаци, тоа бил Пизистрат, кој владел со Атина и наредил на своите соработници веднаш да го преведете Хомер и да го прилагодите на наши услови. Меѓутоа, јас како што кажав, во тоа дело апсолутно никаде не стоят хелени. Оти првобитно тие се нарекувале себе си хелени. Пошто по градчето Хелеја, оти прво таму стапнале. Во тоа градче, значи во случајов тие го украле и името на древните македонци. Сега за хелените, односно за грците. Што вели науката за нив? Дозволите само да кажам уште еден многу значаен податок. Кога зборуваме, например, за Хомер, грците, например, не знаат етимолошки да го објаснат зборот Илијада и Одисеја. Не знаат да го кажат. Јас се сигурно ќе има така да речам љубопитни гледачи кои што тоа ги интересира. Тоа е многу просто и едноставно. Например, првобитното име на Троја било Хелеја. Значи сонце ја крстиле, сонце. Во разни извори се среќава како Хелда или Хела. Меѓутоа, Хомер го зел тоа име за да наслови да го наслови своето дело. И го крстил, значи, Илијада, ама од два збора. Илија, како што го нарекувале сонцето феникиците, и Ада, што древномакедонски значи земја. И тоа име буквално значи сончева земја. Или, например, тие тоа не го знаат грците. Например, да го земеме второто. Одисеја. Одисеја представува древномакедонски збор кој значи преживување, доживување. Меѓутоа има и друго етимолошко значење. Како, например, оди и се, што има елементи внатре кои го потврдуваат тој наслов. Значи, сакам да кажам дека Хомер бил извонреден поет кој ги опишал сите тие и што е многу битно, што е многу важно, тој ги опишува сите македонски племиња што живееле на овие простори. Никаде нема хеленско.